Поставен камен темелник на автопатот Тетово-Гостивар, долг 18 километри. Проектот чини 90 милиони евра. Делницата треба да биде готова за 2,5 години. Проектот предвидува 6 сообраќајни ленти, 3 во секој правец, односно 2 за возење и 1 за застанување. Ке се градат и 9 надпатници. Овој пат ќе го возат и ќе го користат и македонци, и албанци, и турци, и срби, и власи, и роми, и бошњаци, и од други националности туристи кои што ќе се упатуваат преку овој пат до нашите планински бисери, до нашите езерски бисери, како што е Охридското езеро. Во јуни 2024 година, кога беше формирана оваа влада, вкупно беа експроприирани 560 парцели на трите делници. Денеска во април 2025 година се експроприирани 2497. Прогресот е некаде помножен со 5 пати. Договорот е потпишан во март 2023 година, а во јули 2024 година наследивме само 2 информативни табли и ништо повеќе. Затоа сега го гледате колкав е напредокот. Ќе не мерите по завршени километри, не по потрошени зборови. Денешниот темел е символ на таа политика. Политика на дела, а не на празни фрази. Бехтел Јенка пак бара работници. Потребни им се камионџи, управувачи на машини, армирачи, градежни инженери. Нашето семејство на проектот сега брои персонал од околу 1700 лица. 52% од нашиот сим се околните села и од градови. Планираме летово да го достигнеме максимумот до 2600 вработени лица. Го покануваме персоналот од сите профили да аплицира за работа кај нас. На настанот присутна беше и американската амбасадорка Агелер. Важно е да се изберат правите партнери во одредени дејности и мене ми е драго што ние избравме и македонската влада, македонскиот народ и сите наши пријатели овде да бидат партнери на овој пат. Од СДСМ обвинија дека ВМРО-ДПМНЕ се лицемерни. Токму проектот со Бехтел Јенка, што тие со месеци го оцрнуваа, го блокира и го нарекува историски криминал. Денес со гордост го промовираат. Ако е историски криминал, дали тоа значи дека ВМРО-ДПМНЕ влегува во криминал? Едно е јасно, лицемерието на ДПМНЕ нема граници, но сепак добро е што продолжува реализацијата на стратешки проект на СДСМ, пишуваат од опозицијата. Кој да ги пишува соопштенијата и реакциите на СДС, сигурно е нов во работата и не замеруваме, и никој не треба да замери. Сепак што би можеле да кажат во своја одбрана, што освен што немаа проект, тие 2-3 што ги почнаа, или се коруптивни, или заглавени и блокирани, или и двете, им вратија од ВМРО-ДПМНЕ. Мартин Арсов, Сител телевизија.